По потврдените информации дека владините партнери започнале да ги поделат меѓу себе и научно-образовните институции, како што е Институтот за духовно и културно наследство на албанците, за кој тие одлучиле да му се додели на ДРДПА, денес сакаме јавно да поставиме неколку прашања. Ако на ваков начин ги поделувате научно-образовните институции, на кого му паднала ждрепката да ја раководи Македонската академија на науките и уметностите? Ако на ваков начин ги поделувате научно-образовните институции, кој владин партнер ќе раководи со Универзитетот Свети Кирил и Методи? Ако на ваков начин ги поделувате научно-образовните институции, кој огранок од ДУИ или од ДРДПА ќе раководи со Универзитетот во Тетово? Ако на ваков начин ги поделувате научно-образовните институции, кој огранок од СДСМ, од ДУИ или од ДРДПА ќе раководи со Институтот за македонски јазик? Ако на ваков начин ги поделувате научно-образовните институции, кој огранок од ДУИ или од ДРДПА ќе раководи со Универзитетот Мајка Тереза во Скопје? Ако на ваков начин ги поделувате и научно-образовните институции, кој под огранок на СДСМ, ДУИ или ДРДПА ќе раководи со Институтот за фолклор Марко Цепенков? Ако на ваков начин ги поделувате научните и образовните институции, кој под огранок на СДСМ, ДУИ или од ДРДПА ќе раководи со Институтот за македонска книжевност? Ако на ваков начин ги поделувате научно-образовните институции, кој под огранок на СДСМ, ДУИ или ДРДПА ќе раководи со Институтот за социолошки, правни и политички прашања? Почитувани граѓани, ова е новиот стандард што го поставува оваа влада. И научните и образовните институции да се делат исто како и тендерите. Имајќи го предвид фактот дека ова е крајна политизација на научно-образовните институции, движењето БЕСА го осудува овој чин, оквалификувајќи ја како реприза на поранешните сцени во Македонија, а за жал денес дел од оваа игра стана една партија која до вчера го обвинуваше ДУИ за вакви чекори, а тоа е ДРДПА. Ние сега се убедуваме дека старата изрека дека ако сакаш да го распознаеш вистинското лице на некого, дај му власт, денеска го осликува најдобро оваа партија, а воопшто и оваа влада.